Лјупчо Палевски Палчо, осомничен за организација и реализација на убиството на Вања Ѓорчевска, со години го познавал теренот од каде таа е киднапирана, но и локацијата каде според полицијата била закопана. Едната локација е зградата која ја градела неговата фирма во центарот на Скопје, другата местото каде тој го поминал дел од своето детство и каде се наоѓа неговата семејна куќа во село Глуво. Свесен бил и дека од едната до другата локација има десетина видеонадзори, бидејќи истите се поставени на видливи места и снимаат јавен простор. Дури и локацијата каде е запалено возилото е во близина на селските гробишта, црквата и на само 500 метри од главниот пат кој води до село Глуво. Алфа одеше по траекторијата која според истрагата ја минувал Палчо заедно со другите осомничени. Само од излезот на централното подрачје до локацијата каде според полицијата е однесена и закопана Вања, има минимум 7 приватни локации кои имаат поставено видеонадзор, а снимаат дел од јавните површини. Станува збор за куќи, дуќани, работилници, отпади. Од излезот на Скопје до таа локација со автомобил се стигнува за не повеќе од 10 минути. Според сите снимки кои ги виде Алфа се дел од истрагата, прво поминал автомобилот Рено Канго, а потоа Цитроенот, во кој според институциите се наоѓала Вања. Постојано се движат еден за друг. По асфалт се вози се од местото каде Реното и Цитроенот скршнуваат налево, а од тука натаму камери нема. Од едната страна се гледа Јадранска магистрала, од друга Глуво. Токму помеѓу овие две точки според инспекторите се наоѓа местото каде осумничените ископале дупка па ја закопале Вања. Полициски извори за Алфа велат дека по завршувањето на форензичката и инспекторската истрага со собирање на докази, дупката е затрупана. Ова е последната точка на која може да се пристигне со автомобил, а каде според полицијата било закопано телото на 14 годишната Вања. На само 300 метри воздушно се наоѓа, односно може да се види точката каде што бил запален автомобилот. Алфа разговараше и со жители на Глуво и соседна Бразда. Видно вознемирени и во страф одбиваат да зборуваат пред камера, ама во непосреден разговор пред селската продавница потврдуваат дека Палчо е родом од Глуво, каде има и семејна куќа. Теренот му бил добро познат, знаел од која страна може да се пристигне и замине на најлесен начин. Не е тешко достапно ниту местото каде е запален автомобилот, а се гледа и од улицата која поминува покрај каменоломот и од куќите кои се во непосредна близина. Двата автомобили, Цитроенот е украден од Панче Жижовски, за кој полицијата кажа дека е грабнат и убиен на патот Веле Скопје, а вториот, Рено Канго, припаѓал на жена активист која го дала на користење на партијата Десна.